Добар ден, моето име е Александра Милошевска и насловот на денешната наставна единица се однесува на вложувањето како една од фазите во изработка на фиксно-протетичките конструкции, како дел од предметот фиксна протетика за втора година. Со помош на денешната наставна единица ќе се обидеме да дадеме одговор на некои од следниве прашања: што представува вложувањето и која е целта на истото, како се подготвува восочниот објект за вложување, што е техника на штифтување, каде се поставуваат ливните канали, како се фиксира објектот за гумениот конус, какви маси за вложување имаме и како се прави изборот на масата за вложување, што представува експанзија и која е целта на експанзијата. Значи, тоа се дел од прашањата на кои што денес ќе се обидеме да дадеме одговор. Вложувањето во суштина представува една од фазите во изработка на фиксно-протетичките конструкции кога истите се изработуваат со примена на аналогна техника на работа. Зошто аналогна? Бидејќи во изработка на фиксно-протетичките конструкции покрај аналогна ние имаме и компјутерска изработка, но со оглед на тоа дека зборуваме за наставна единица од предметот фиксна протетика за втора година, ќе се задржиме сепак на аналогната или конвенционалната техника на работа. Преку фазата на вложување, измоделираната восочна конструкција се потопува во специјална огноотпорна маса за вложување. По стврднувањето на масата за вложување и целосното согорување на восокот се формира калап или шуплина, идентична на објектот кој сме го вложиле и истиот во фазата на леење ќе треба да се замени или да се исполни со метал. Сликовито представено, имаме една целосно измоделирана конструкција во восок, која што преку процесите на вложување и леење, како крајен производ ја добиваме целата излеана во метал. Што опфаќа процесот на вложување? Процесот на вложување во суштина опфаќа три подфази. Тоа е подготовка на восочниот објект за вложување, подготовка на прибор за вложување и избор на маса за вложување. Најпрво ќе го разгледаме процесот на подготовка на восочниот објект за вложување. На следниот слајд ви се представени неколку фотографии кои што означуваат одредени подфази од фазата подготовка на восочниот објект за вложување. На првата фотографија ви е представена коронка во восок, целосно измоделирана анатомоморфолошки во восок, и првата фаза се однесува на дефинитивна обработка или подготовка на восочниот објект за вложување. Коронката треба да отстраните од подвижното задно трупче, да ги измерите дебелините на сите аксијални површини и на оклузалната површина доколку е присутна, како во нашиот случај, да направите правилно димензионирање на рабовите на коронката, да имате целосно мазни рабови на коронката, бидејќи тие го имаат директниот контакт со демаркационата линија и многу е полесно да обработувате во восок, отколку подоцна истото да го правите во метал. Коронката подоцна во целост се полира. Полирањето најчесто се прави со памукче, со топче од памук, со цел да се добиват што е можно помазни површини, кои што во фазата на вложување и леење ќе ни обезбедат добивање на метална одливка со максимално мазни површини и што е можност помалку потреба од обработка во метал. Откако сме го направиле сето тоа, во следната фаза потребно е да пристапиме кон поставување на штифтови. Штифтовите тоа се восочни, метални или пластични профили, кои што имаат улога на ливни канали, односно по целосното согорување на восокот или пластиката, во одливката ќе остане празен простор, кој што ќе има улога на ливен канал, низ кој што течниот или растопениот метал треба да стигне до објектот кој што сме го вложиле, истиот да го замени со метал. Бидејќи во нашиот случај вложуваме соло коронка, потребно е ние да поставиме единствен вертикален штифт. Вертикалниот штифт има своја позиција, тој се поставува на најголемото испакнување од забот кој што го вложуваме. Секогаш се поставува под агол од 45 степени, бидејќи на тој начин овозможуваме правилен пат на металот при фазата на леење. Доколку тој е поставен исправено, тогаш ќе имаме нагол пат на голема количина на метал и огромни шанси таа голема количина да се задржи на едно место. Затоа ни е потребна одредена косина, значи реков нагол од 45 степени, кој што ќе ни овозможи соодветен пат на металот и негово стигнување до објектот кој што треба да го излееме.
Овој дел е означен како резервоар, кој што ни служи како безбедност за соодветно количество на метал, значи да сме сигурни дека секогаш ќе имаме дополнителна количина на метал, за да сме сигурни дека во целост одливката подоцна ќе биде излеана. Дебелината односно пречникот на ливните канали е различна, тие доаѓаат во различни димензии и има соодветен избор на ливни канали се прави во зависност од големината на објектот кој што треба да го вложиме. Исто така постои соодветно правило за поставување на резервоарот, односно на колка во далеченост од објектот кој што сме го вложиле треба да го поставиме резервоарот. Во однос на пречниците, должините на ливните канали, тие повеќе и пошироко ќе ги елаборираме по предметот фиксна протетика трета година. Откако сме го поставиле восочниот штифт, во следната фаза е фиксирање на објектот за вложување на гумениот конус. Ова е гумениот конус, ова е всушност гумениот конус за кој што ние треба да го фиксираме објектот кој што го вложуваме. Откако ќе го фиксираме објектот, ја поставуваме од озгора металната кивета или цилиндарот и треба да направиме правилниот позиционирање на објектот во однос на истата. Восочниот објект не сме да ги допира аксијалните површини на киветата, од врвот на објектот до врвот на киветата треба да има најмалку 6 мм разлика и објектот кој што сме го вложиле не треба никогаш да биде поставен во центарот на жариштето, туку да биде малку дислоциран. На следниот слајд е подготовка на прибор за вложување. Значи, рековме, тоа се восочни или пластични штифтови со различни големини и дебелини. Потребен ни е гумен конус и ни е потребен цилиндар. На мојата фотографија се представени метални цилиндри со различен диаметар, но покрај металните да знаете дека може да имаме и пластични, односно гумени цилиндри. Откако сме го направиле соодветниот избор на цилиндарот, а цилиндарот неговата големина ја бираме во зависност од големината на објектот или објектите кои што ќе ги вложуваме. Гледате на самиот конус има цилиндрични кругови во кои што одговараат соодветно на различна големина од цилиндарот. Откако сме го направиле изборот, внатрешноста на цилиндарот треба да обложиме со компензациона целулоидна трака, која што има цел да ја компензира контракцијата на металот преку обезбедување на експанзија на масата за вложување. Вака изгледа подготвената кивета за вложување со поставен восочен објект за гипсениот конус, поставена целулоидна трака, поставен метален конус и објектот е веќе подготвен за следната фаза, односно внесување на масата за вложување. Овде е даден пример на една маса за вложување, тие најчесто доаѓаат во форма на прашак и течно, се подготвуваат според претходно дадено упатство од производителот во зависност чија маса за вложување користиме. Како ќе направиме соодветен избор на масата за вложување, една од најбитните работи во фазата на вложување. Рековме дека масата за вложување е огноотпорна маса, тоа значи дека таа издржува високи температури без при тоа да претрпи било какви промени или да се распадне, но многу значи со каков тип на метал или легура ние треба да излееме восочната конструкција. Па тука имаме или ниско или високо топиви легури. Па од тука може да го разгледаме следниот слайд на кој што се прикажана е поделбата на масите за вложување. Она што треба да го знаете дека масите за вложување во својот состав содржат огноотпорен материјал, содржат врзувачко средство и содржат хемиски модификатори. Врз основа на врзувачкото средство, масите за вложување се поделени во три категории. Тоа се маси за вложување со гипс како врзувачко средство, маси за вложување со силикати како врзувачко средство и маси за вложување со фосфат како врзувачко средство. Масите за вложување со гипс како врзувачко средство се користат за леење со ниско топиви легури кои што имаат интервал на топење до 1200 степени, како што се да речеме легурите на злато, додека пак силикатните и фосфатните маси за вложување се користат за леење со високо топиви легури кои што имаат интервал на топење над 1200 степени Целзиусови, како што е на пример челикот.
Во зависност од тоа со каква легура ќе лееме, соодветно врз тој критериум бираме дали ќе користиме маса за вложување врз база на гипс или маса за вложување врз база на фосфатни или силикатни врзувачки средства. Како ја подготвуваме масата за влажување? Најпрво, за да ја подготвите масата за влажување, покрај тоа што ни е потребна маса за влажување, потребен ни е вакуумски апарат за влажување, потребна ни е вибрациона подлога за полнење на киветата со масата за влажување. Масата за влажување доаѓа во прашок и течност, истата се подготвува според упатството наведено од страна на производителот, се внесува во вакуум апаратот, според одредени услови истата се меша, зошто во вакуум апарат, за да сме сигурни дека ќе нема остаток на заробен воздух во внатрешноста на масата за влажување, истата нема да обезбеди никакви порозности и неправилности. При налевање на масата за влажување во кеветата, велиме задолжително е да се користи вибрациона подлога, на вибрационата подлога се поставува кеветата и се полни истата со маса за влажување. На тој начин повторно избегнуваме задршка на меурчење од воздух во масата за влажување. На оваа слика ви е представена токму таа фаза, значи ова е една вибрациона подлога на која што е поставена кеветата и се внесува масата за влажување. На овој слайд сум ви ги прекажала сите фази на влажување. Значи рековме првата фаза, позиционирање на објектот во гумениот конус, растојание од 6 мм, она што претходно ви го спомнав, поставување на компензациона трака во внатрешноста на металниот скелет, позиционирање на објектот во однос на кеветата, дозирање на масата за влажување, поставување на масата за влажување во вакуум апарат, исполнување на кеветата со маса за влажување и овде го имаме целосно завршено влажувањето како една од фазите во изработка на фиксно протетските конструкции и од тука натаму следува следната фаза, тоа е подготовка за леење и леење на објектот. На крај имаме прашања за рефлексија, преку кои што ќе може да се потрудите да дадете одредени ваши објаснувања по однос на она што досега го елабориравме како податоци во однос на влажувањето како една од фазите за изработка на фиксно протетичките конструкции. Ви благодарам на вниманието.